Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Градоначалникот на град Скопје Урсе Георгиевски објави видео од големата акција за расчистување и уредување на коритото на реката Вардар, како и на пешачките и велосипедските патеки долж кејот. Според Георгиевски, во изминатиот период се спроведува координирана акција за темелно чистење на просторот околу Вардар, со цел да се подобри изгледот на еден од најпрепознатливите символи на градот. Она што со години беше занемарувано и ја нарушуваше сликата за нашиот град, заминува во минатото. Вардар е символ на Скопје, негов белек и простор што им припаѓа на сите граѓани, порача градоначалникот. Тој истакна дека станува збор за континуирана активност, а не за еднократна акција, нагласувајќи дека кејот ќе се одржува секојдневно. Скопјани заслужуваат чист, уреден и достоинствен град, наведе Георгиевски. Во објавата упати апел до граѓаните за поголема грижа кон јавните површини и животната средина. Акцијата опфаќа чистење отпад, расчистување на обрасната вегетација и уредување на просторот покрај кејот, кој секојдневно го користат голем број граѓани за рекреација и прошетка. Системот Safe City во Скопје ќе биде проширен со нова функција која ќе овозможи автоматско детектирање и санкционирање на погрешно паркирани возила, при што први на удар ќе бидат главните булевари во градот. Според најавите од Министерството за внатрешни работи, системот кој досега главно се користеше за контрола на брзината и други сообраќајни прекршоци, постепено ќе се проширува и на други видови прекршоци, вклучително и непрописно паркирање. Од МВР појаснуваат дека целта е зголемување на безбедноста во сообраќајот и поефикасна контрола на прекршоците, но дека имплементацијата ќе оди етапно и со вклучување на повеќе институции за да се избегнат грешки и неправилности во казнувањето. Како прва зона за примена на проширениот систем се наведуваат главните сообраќајни артерии во Скопје, односно булеварите каде најчесто се јавуваат прекршоци од овој тип. Со ова проширување, Safe City практично преминува од систем за следење брзина во поширока платформа за автоматизирана сообраќајна контрола, што треба да донесе построга дисциплина, но и повеќе реакции од возачите. Од општина Карпош информираат дека целосно реконструирана и пуштена во употреба за сообраќај улицата Џумајска во урбаната заедница Кузман Јосифовски Питу. Станува збор за делница која се протека од раскрсницата со улицата Леринска до раскрсницата со улицата Братфорска во должина од 517 метри. Од општината посочија дека за реконструкцијата биле инвестирани околу 15 милиони денари, средства обезбедени од Министерството за транспорт. Реконструиран е и коловозот, при што е извршена ревитализација на асфалтната површина, замена на рабниците и замена на долниот строј, информираат од општина Карпош. Од таму најавија дека и во наредниот период ќе продолжат со инвестиции во инфраструктурниот, урбаниот и комуналниот развој во сите 14 урбани и месни заедници на територијата на општината. Општина Карпош започна со пролетна акција за реконструкција и реновирање на детските игралишта кои се на територија на локалната самоуправа, реконструкција и промена на оштетените клупи, корпи за ситен отпад, како и останатата урбана опрема која се наоѓа на територија која е во надлежност на општината. Според предвидената динамика, од општината посочуваат дека сите детски игралишта и останата урбана опрема во најскоро време ќе добијат нов сјај и подобар изглед и ќе бидат безбедно место за игра на најмалите жители, како и место за релаксација на сите карпошани. Оттаму додаваат дека заменик градоначалникот на општината Неделчо Крстевски секојдневно бил на терен и ја следел работата на екипите кои работат на реконструкција и реновирање низ локалната самоуправа. Посветената и одговорна работа на општинското раководство и општинските служби продолжува во насока на обезбедување на сигурен, безбеден и достоинствен живот на сите наши граѓани, порача од општина Карпош. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска информираше дека денес во населбата Црниче бил отворен новиот едукативно-терапевски центар Ајнштајн, современа и специјализирана социјална услуга наменета за индивидуална работа со деца и млади со различни развојни, интелектуални и говорни тешкотии. Центарот ќе нуди секојдневна подршка преку логопедски и дефектолошки третмани. Услугата е целосно бесплатна, ќе ја добиваат децата кои поседуваат соодветна медицинска документација согласно меѓународна
националната класификација на функционирање, попреченост и здравје. Овој центар е резултат на соработката меѓу општина Кисела Вода и Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, кои заеднички аплицираат за овој проект. Истиот е воспоставен во рамки на програмата на Министерството за социјална политика, демографија и млади, а финансиран од Светската банка. Му благодарам на заменик министерот Ѓоко Велковски за присуството, поддршката и заедничката работа во процесот на континуирано унапредување на социјалните услуги, истакна Стаменковска Трајковска. Со оваа соработка во директно партнерство со основните училишта обезбедуваме бесплатен пристап до регионална онлайн едукативна платформа за наставниот кадар од сите училишта на територијата на нашата општина, вели градоначалничката. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расцуте сни. Вечно ке ја